Сакам да поздравам сите, значи благодарност за поканата да земам учество на оваа конференција и ја поздравам вашата работа како организација и сите панели на сите присутни на панелот. Со најголем дел од присутните се знаеме, со оние што не се знаеме лично по короната, ќе имаме начин да се запознаеме. Темата е многу интересна, кога зборуваме, значи, зеленовите, зелени движења и така натаму, сите ги асоцираме нешто што се однесува во делна заштита на животна средина, подобрување на екологијата, животните услови, здрава животна средина, всушност тоа има малку поголем спектар на делување зеленото движење, всушност значи многу повеќе, а тоа е пред се во делот на човековите права и слободи, она што е елементарно за да имаме една функционална и демократска држава. И добро е да работиме на оваа тема, а сега по заштита првенствено општеството, да дадеме поголеми можности на сите делот кои што го дискутирате во моментот, како е превенцијата од насилното однесување или насилниот екстремизм, е еден од приоритетите, че секој денар вложен во оваа насока се враќа двојно на подопредниски период. Општина Куманово, во делот на нашите активности, значи, ние реализираме поголем број на проекти, составен дел сме на мрежата на силни градови или Strong Cities Network, со седиште во Лондон, воедно соработуваме и со американската амбасада на оваа тема, со ИРИ и други невладени организации. Веќе имаме на локално ниво, во рамки на локалниот совет за превенција кој што функционира одлично, дополнително формирано и акцијски тимови кои што работат и во рамки на парализиране и директно преку институциите. Што тоа значи? Имаме имплементација на голем број на проекти до сега во досегашното искуство, кои што остануваат повеќе на хартија и се следуваат на взаемни комуникации, средби помеѓу лица и институции, размена на искуства и така натаму. Отидовме малку по-суштински, направивме локални акцијски тимови кои што се вклучија првенствено да направат обуки во образовниот процес и луѓето кои што работат во образовниот процес, а тоа се професорите, наставниците и стручните служби, а дополнително по завршување на тие обуки, самите професори да продолжат да работат со таргет групата на учениците во средните и основните училишта, бидејќи екстремизмот се јавува како појава првенствено поради фрустрациите кои што се јавуваат во општеството и оваа ковид криза создава идеални услови за ширење на такви фрустрации во општеството и појава на екстремно однесување кое што може да прерасне во радикално однесување, каде што не е земено ни Куманово, познавајќи го фактот дека во минатиот период имавме и полициски акции, кај што беа уапсени одредени поединци кои што беа составен дел на одредени радикални движења, а познавајќи структурата на градот, бидејќи се работи за мултиетничка средина, или да кажам дека Куманово и Македонија во мало, тогаш во ваквите средини постои една поволна почва за да се засее семето на ширење на ваквото екстремно однесување и радикализмот. Убаво е што се спомена и навивачките екипи, во минатото имавме проблеми со навивачките екипи, тоа денес е многу влажено, се јавуваат инциденти, но тие се изолирани и се отфрлени од заедницата. Веќе дојдовме во состојба, значи во зачестена комуникација со лидерите на самите навивачки екипи да изградиме едно ниво на ферплей однесување и ферплей скандирање на спортските терени, а дополнително во овие моменти, бидејќи немаме спортски настани и манифестации од масовен опфат и публиката е исклучена, не дозволуваме да ни се шират на улица со исклучување на различни пароли кои што се навредливи за една, друга или трета етничка заедница, бидејќи на секоја таква негативна
активност и акција, следува и реакција и реципроцитет од втората или третата страна и тогаш доаѓа до посериозен конфликт. Како и да не можем да кажем дека сме сосема имуни како град и како општество, но работиме поприлично натрпан. Дали некаде ќе се појави одеден навредлив графит од типот смрт за каурите, смрт за шиптарите, парафразирани, значи без да навредам никој веднаш ангажирани екипи кои што одат и го отклонуваат тој графит и се случувало во континуитет неколку пати, значи да се повторуваат истите исторители, упорни сме во своите заложби, а паралелно со тоа се обидуваме со тие млади групи на луѓе, авторитети кои што на некој начин се и лидери на одредени тимови, да ги вклучиме во одредени проекти финансирани од страна на општината за општо добро на сите со мултиетнички тимови, како што беше случајот по последните протести на средношколците во Куманово, каде што на последниот разговор се договоривме наместо да протестираат, да бидат од корист на градот и општината, бидејќи образованието мора да се посетува онлайн наставата како што се препораките, и дадохме одредени средства и цртавме тродимензионални пешачки премини и самите учесници и организатори на тој настан ги завршија тие активности со скромна подршка на општината. Во делот на стратешките документи по однос на борба против екстремизмот, суштински она што државата го прави, а тоа е всушност националната платформа и стратегија за борба против насилниот екстремизам и дополнително насочување на ќели, какви ќели во рамки на локалните заедници или општините, преку советите за превенција и дополнително, ако е потребно, и формирање на наменски комисии за таква борба, бидејќи доколку сакате да се занимавате со оваа проблематика подолгорочно, првенствено треба да изградите локални капацитети со обучени луѓе, да ја вршат професионално таа работа и секако да ги поттикнете и останатите лидери во заедницата, а тоа се представниците на политичките субјекти, кои што многу често и вешто ги користат ваквите структури, и дополнително лидерите на верските заедници, кои што многу пати остануваат по страна и не сакаат да учествуваат отворено и до крај на овие отворени прашања. Јас ќе ви спомнам, например, со неколку примери во Куманово, каде што имавме ние конкретни проблеми. Минатата година се изгради еден објект во Куманово со легитимна дозвола за градба на објект за стандена куќа, кој што подосна во втората фаза на градбата беше прекршен законот и оддаденото одобрение и се изгради верски објект или џамија, каде што имаме организирано собирање на определени групи кои што во рамки на службите се познати како салефитски и вахабистички групи. И не случајно тој објект беше поставен на локација веднаш наспроти средношколскиот центар или економското и земјоделското училиште на албански наставен јазик и дисперзираниот тетовски факултет во Куманово. Повеќе од јасно е зошто е лоциран таму и се обидуваме во континуитет повеќе од една година со државните институции, а и со подршка на Исламската верска заедница да го срушиме овој диво изграден објект, бидејќи средствата за неговото рушење се огромни, од друга страна се соочуваме реално со човечки притисок и притисок од страна на поединци кои што се членови на тоа здружение, дека тоа да се спречи и сепак сакам да го избројам овој пример како многу специфичен, бидејќи на државата многу малку се вклучува во разрешување на ваквите проблеми. Тоа значи нужна е поголема комуникација на централно и локално ниво на власта и неселективен пристап поставено од страна на државните органи во делот на спрешување на ваквите проблеми. Однос, ако разговараме за екстремно делување на поединци кои што поминало во радикализација, имаме и повратници, нели секако од ратичката низ целиот свет, базирани на верска идеологија, со кои што специфични групи мора да се работи на многу специфичен начин, бидејќи го видовме примерот како беше во Виена, дека сепак се работеше за терористички акт кој што беше подготвен, организиран и спроведен од страна на повратници,
Значи, мора државата да изгради сериозен систем за ресоциализација и интеграција на самите повратници во секојдневниот живот и нормалното однесување, кои ќе се вратат назад во делот на делата кои што ги има сторено, секако треба да извршат одредена санкција, откако ќе поминат санкцијата, наместо во институциите за извршување на санкција, тоа се затворите, да дополнително се радикализира државата, првенствено треба да изнајде систем како ќе направи ресоциализација на самите тие повратници. Инаку Балканот знаеме дека е склоно подрачје на вакви појави, не само од сега, туку и во минатото, и затоа треба да изградиме сериозен државен систем кој што во соработка и со превентивните, но и со репресивните државни инструменти ќе може да делува во спречување на овие појави. И само сосема за крај да се вратам малку и во делот на зелените активности од аспект на заштита на животна средина. Знаете дека Куманово има сериозни проблеми со аерозагадувањето, како и многу општини во државата, и интензивно работиме на тој план, со што веќе изготвуваме студија со изработка на студија за мобилност во градот, дополнително работиме на катастар за загадувачи и секако во следниот период по сите тие показатели ќе се обидеме да го намалиме загадувањето кое што кај нас првенствено доаѓа од деловите на употреба на несоодветно гориво во затоплување во зимскиот период, величи не само во Куманово, туку и во целата држава ние немаме посериозни загадувачи, како што фенилокалараци и некои други фабрики од тешката и загадувачката индустрија, и првенствено се лоцирани загадувањата од тој аспект и дополнително несоодветната градба во одредени градови, особено котлински поставени, не дозволува урбанистичкото планирање кое што е вршено последните 30 години несоодветно на прописно струјање на воздухот и не доаѓа до природна филтрација на наталожениот загаден воздух, и тоа е нешто со што мора да се занимаваме дополнително на нашата стратегија на долгорочен план е да одиме на озеленување на нови зелени површини. Секако, но тоа не е доволно, значи гасификација на наше јавно предпријатие за гасификација, сега сме веќе во фаза на инсталација и гасификација на сите јавни објекти во градот и дополнително се спуштаме во домаќинствата, некаде изградиме околу 20 и 1 или 2 километри гасоводна инфраструктура во последните 3 години и ја шириме гасоводната мрежа. Добивам ефтини енергенски и секако многу помалку загревање при користење на природниот газ за загревање на домови. Она што е многу битно е дополнително согласување на законските акти, либерализација на пазарот за газ, за да можеме непречено и јавните предпријатија и повластените корисници во државата да дојдеме до еднаква ценовна политика во државата. И секако оние контролни инструменти, тука Ордановски повеќе многу ќе каже сигурно од мене, ние разговараме и со него за еден пилот проект за инсталација на мерни единици, за да ги лоцираме локациите, каде тоа е повеќе загадено во Орданово, каде помалку загадено, бидејќи не на сите делови на градот е подеднакво загадувањето. Например, загадувањето го имаме интензивно во округот на градската болница, каде што е и најголемиот загадувач, е мазутавата на која што се загрева градската болница, а дополнително до самата нејзина близина и главната мерна станица за Куманово, и кога доаѓаат оние пикови, луѓето мислат дека ние умираме во Куманово, всушност се загадува само на таа локација. Сега таму инсталираме газ, се надевам дека следната година такви премерења ќе покажуваат помали бројки, ќе се создава помала паника. Дополнително правиме студија во соработка со факултетот Пинки и земјоделскиот факултет во дел на она што значи мерење на територија на целиот град и системот на аеросолизација, кој што се покажа како краткорочна мерка
поприлично ефикасна и вече отпочна аеротеризацијата на најпрометните локации во градот, каде што има најголемо движење. Дополнително, значи, и набавка на нови зелени садници, некаде околу 5000 кои што ќе бидат засадени до крајот на годината и во текот на пролета, каде што ќе се обидено дополнително да бъдат земјени. По однос на иницијативата на зелените, потребна е суштинска иницијатива и едно сериозно зелено движење во државата, од кое што и државата, и општините, и сите ние имаме само бенефит. И сосема за крај, како заклучок, она што е најголемиот проблем во делот на функционирањето како целина, како сериозна, како една сериозна држава, тоа е интерсекторска комуникација на сите локалната самоуправа, владата и сите други останати државни институции, и сите проблеми се решаваат со тимска работа, за жал кај нас се уште не изгледа таков систем. И много да се слушува ние што сме на локално ниво на власт, да не кореспондираме со одлуките на централното ниво на власт, нема доволен број, тоест доволен број на комуникација, тоест доволен шер на информации по однос на делот на надлежностите и секако крајната фаза е повисоко ниво на децентрализација на власта, што значи суштинска децентрализација на власта, да се спушти менаџирањето и управувањето на локално ниво и парите кај граѓаните, за да може да бидат инвестирани на локално ниво, бидејќи локалната самоуправа од држава да се покаже како многу подобар и многу поквалитетен имплементатор на проектите во однос на централната власт, бидејќи се работи со побогат систем.